По 8 одиграни кола во првата женска кошаркарска лига, екипата на Патриотот од Делчо е единствената која нема позитивен резултат, односно има 8 порази толку над превари и се наоѓаат на дното од табелата. Тимот има и најлошата поен разлика со најмалку постигнати поени, односно 402, а има примено дури 701 поен што е убедливо најмногу, бидејќи сите останати се под цифрата од 600, а пак Баскеткам од Македонска Каменици убедливо со најдобро одбрана од само 48 примени поени. Пред тимот од Делчо биде исклучително тешка сезона во борбата да се обезбеди опстанокот во елитното друштво, а веќе следното коло одново ќе има тежок меч против Вардар во гости. Спорт им е место погоре на табелата, односно е седми со 1 триумф, токму над Патриоти и 7 порази. А овој тим собра 9 бодови практично. Тука меѓу овие две екипи ќе се води битката за опстанокот. МЗТ Бела Вода е шести со 10 бодови, а тимот има 2 победи токму над Спорт им е Патриот. Со по 12 бодови на делба на четвртото место се екипите на Бадел и Пробаскет, а пак со по 15 бодови врвот го делат Кривопаланка, шампионот Баскеткам и Вардар. Во следното девето коло Кривопаланка како голем фаворит ќе игра против МЗТ Бела Вода. Вардар дома го чека в енерджијата Патриотот Делчо, исто така во улога на апсолутен фаворит, додека пак Баскеткам ќе игра дерби со Бадел во гости. Пробаскет на домашен терен ќе ги одмери силите со Спорт тим, а домашниот тим е фаворит. Првата петорка за осмото коло ја се чинуваат Кајла Томас од Пробаскет, Сања Адамовска и Цветанка Димова од Баскеткам, Алексис Пул од Кривопаланка и Линдзи Клири од Бадел. Втората петорка за претходното коло ја се чинуваат Елена Тасевска и Теа Трајковска од Вардар, Аби Ние Хуес од Кривопаланка, Ива Чолаковска од Бадел и Сара Митановска од Спорт тим. Петорките се формираат според бројот на реализирани индексни поени.